Во Битола, покрај широк сокак. Есенва разговаравме со светскиот кинематографер Кристијан Бергер. Тој е авторот што со иновативната техника на рефлексии направи револуција во снимањето филмови. Придонесот во филмската уметност му ја донеси наградата Златна камера 300 на годинешниот фестивал Браќа Манаки. Manaki Brothers is a special place because it's really dedicated to cinematographers. Браќа Манаки е посебно место, особено поради тоа што фестивалот е посветен на кинематограферите, односно кон моќта на сликите. Во Битола ги сретнувам луѓето од мојата бранша. Ова го нема секаде во светот. Техниката на осветлување во филмските сцени преку рефлексии ја почна во 2000 година. Пресудно било работењето на филмот Пијанистка со режисерот Михаел Ханеке. How I came to that, you mean? Frustration. Simply frustration. Како дојдов до тоа? Поради фрустрација, едноставно фрустрација. Во 90-тите години бев до точка да се откажам од професијата. Никогаш не бев задоволен од резултатот, иако се беше одлично сработено. Ја немаше поентата. Ми недостасуваше убавината на природната светлина. Вели дека со новата техника им се дава слобода на актерите, без да се оптоваруваат со рефлектори и масовна техника. And they stand then in front of the camera, have to love you. Треба да стојат пред камера и да кажат те сакам, а пред себе гледаат светла, електричари, стативи. Тоа не е пријатно. На секој актер му е потребен простор за He имагинација. needs imagination space. Do not terrorize with Актерите, режисерите, па и јас самиот, не треба да се тероризираат со техничките услови. Според него, светлината е повеќе од физичка величина. На неа гледа како на филозофија и уметност. light is a physical phenomenon. Физички феномен, но и магична појава. Се врзува со сите филозофии, религии, култури, сликари. Се е поврзано со светлината, исто како и символиката. Светлото е надеж, темното е пекол. Најмногу е познат преку работата со режисерот Ханеке, а со кого го создадоа и канскиот победник Белата панделка. And I felt completely evident I had never a problem to discuss with him or he with me. Комуникацијата со него е јасна и без проблеми на снимање. Знам како чувствува, многу е прецизен, а тоа некогаш е многу тешко да се издржи и создава лутина дури и кај мене самиот. Но го знам тоа и преферирам кога режисерот знае што сака. Прецизен е и никогаш не оди над буџетот. Искуството го научило да ги препознава добрите филмови, после само неколку прочитани сцени од сценариото. Sometimes I read a book and I know that film is really good. Некогаш го читам сценариото и знам дека филмот е добар, но тоа е ретко. Во Белата панделка беше јасно после неколку сцени дека се работи за мајсторско дело, но не секога значи дека истото ќе важи за целиот филм. Долгите години работа му создали доза на лутина кон малите буџети кај европските филмски продукции. The Americans, they are more on the story and Американците повеќе тргнуваат од приказната, веруваат во неа и дури потоа прават пресметки за буџетот. Европејците пак прво го пресметуваат буџетот, потоа ви ветуваат се, но на крај не функционира кога ќе сакате да го реализирате. Не сакам да се лутам, но многу често го доживував тоа. Неодминливо беше да поразговараме и за македонската филмска продукција. Особено пофални зборови имаше за филмот Медена земја. it was a great moment for Macedonia especially. Ми се допадна филмот. Тоа беше одличен момент за Македонија. Донесе неочекуван и врвен резултат. Авторите направија многу добри работи, беа слободни и сценариото го создадоа од самите настани на среќа, тага, успех. Верува дека балканското филмско поднебје раѓа големи автори, што имаат страст да раскажат многу низ јазикот на уметноста. They have a different intensity of finding stories than we have it in our. Кај нив постои поразлична страст во барањето на приказните отколку во западниот свет. Авторите од Балканот секогаш имаат потреба да кажат нешто повеќе и тоа го прават со различен интензитет. Бергер е еден од најплодните кинематографери на денешницата. Отворен е да ги сподели своите знаења со помладите и им советува да бидат упорни. Yeah, your fire has to burn. Вашиот оган мора да гори. Звучи дека е лесно, но секако дека не е. Мора да помина неколку години пред да дојде до успех. Потоа пак уште неколку години до следниот напредок. Возраста од 76 години не го спречува Кристијан Бергер да продолжи со работа. Наскоро се зафаќа со нов проект, чие завршување нетрпеливо ќе се очекува. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов.